Климатските промени диктираат нови услови за обработка на почвата и садење на културите, велат експертите. Загревањето е проблем на целиот континент, а особено е изразен во медитеранскиот дел, па и во Македонија. Од тука не е за изненадување што речиси 2 месеца нема врнежи, поради што сеидбата на житните култури треба да се одложи. Затоа препорачувам да се почека да дојде бранна дожд. Според наши сознанија може ќе почекаме и 10 дена, но сепак сејањето на житните култури може да се изврши до 15-20 декември. Некои години се вршили на 10 декември, па немало проблем. И рековме порано да падни дожд, да може да се обработат после површините, да се изврши сејање, него сега на ваква суша долга и на суви почви да се врши сеидбата. За квалитетни приноси на житните култури, неодминливо е и ѓубрење на почвата во есенскиот и во пролетниот период. Според Ивановски, ѓубривата можат да овозможат максимизирање на количините, но и на квалитетот. Азотот е едно, а фосфор, калиум и микроорганизми, односно бактерии, кои што ги разложуваат овие хранливи елементи е сосема друга. Значи треба да се направи комбинација од помеѓу овие два вида на ѓубрива и да се изврши сеидбата. Агрономите подсетуваат дека за 1 декар земја потребно е од 25 до 30 килограми семе доколку е купено, а домашното запрашено семе за жито треба да биде од 30 до 35 килограми за 1 декар површина.